Граничниот премин в зониот Нокеска е слободен, но автопотот Солун Македонија од двете ленти е блокиран. Од граничниот премин Богородица информираат дека протокот на возила е сведен на минимум. Регистрираат само по неколку возила кои влегуваат во земјава, а истите го користеле стариот заобиколен пат од кај селото Идумени. Неколку километарската колона која си има создадено на автопотот е невозможно да го користи овој заобиколен пат, па се принудени да чекаат кога бегалците ќе го ослободат патот. Тие од вчера напладне, не само овој пат, кај Поликастро го блокира и граничниот премин од грчка страна, но доцна синоќа грчката полиција успеала да ги врати сите бегалци во кампот. Како и вчера, така и денес, бегалците постојано скандираат да се отворат границите, бараат од Европа да ги спаси нивните деца од хуманитарна катастрофа во која се наоѓаат. УНИЦЕФ и денес оостри критики кон грчките власти за игнорантскиот однос на 4.500 деца кои се на кампот, без основни услови за престој, со хигиенски услови сведени на минимум и ограничени количини на храна, односно само по еден сендвич на ден. Ова организација за заштита и права на децата, сликата од Грција ја одсликува како секојдневицата на децата евреи од 1945 година во Германија. Неколку недели блокадата на рутата по која се движеа бегалците ги заглави сите во Грција. Околу 13.500 бегалци во мизерни услови се уште на кампот пред македонската граница. Грција и понатаму, без конкретни мерки, по одлуката на Унијата, сите бегалци да се вратат во Турција.